Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Граѓаните точно знаат од кого беше доведено Скопје до оваа состојба и кој е виновникот за катастрофата со која се соочува градот. Последниве 4 години со ВМРО ДПМН на власт во Скопје видовме што значи хаос, неодговорност и целосно игнорирање на интересите на граѓаните. Видовме што значи партијата и партиските интереси да се пред здравјето на луѓето. Видовме што значи заради политички инет да се уништи градот, предпријатијата и со тоа животот на граѓаните. Видовме како развојот на градот се кочи поради бизнис договори и како Скопје се уништува заради партиски профит. Никогаш нашиот град не бил толку далеку од своите граѓани и ова се случува секогаш кога ВМРО ДПМН владее со градот. Тие го претвораат градот во свој партиски вилает, за да ги спроведуваат партиските агенди. Го претворија Скопје во заложник на нивните расправи и интереси сега, а во следните 4 години ќе го претворат во поле за лични и партиски интереси. Наместо да управуваат одговорно, го жртвуваа Скопје за да се пресметуваат со градоначалничката што прво ја поддржаа, а потоа ја отфрлија. Денес секој булевар, секоја улица, секое мало сведочи за нивниот неуспех. И тоа ние скопјани нема да го дозволиме повторно. Сите знаеме ни што помина градот. Јавен превоз целосно уништен, ѓубре насекаде и без систем за чистење, преполни контејнери. Културно пропагање без дно и уништување на целиот урбан дух на градот е резултат само на ВМРО ДПМН и никој друг. Скопјани очекуваат решенија, очекуваат искреност и политики што носат резултати. Очекуваат чист, уреден, културен град. Очекуваат градоначалник со визија и план, без лажни ветувања и хартиени мегапроекти. А што нудат тие? Додека Скопје се дави во урбанистички хаос, кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Георгиевски отворено го брани криминалното дивоградителство во Чаир. Наместо одговорност и решение, гледаме позирање со коалициски партнери од Влен, истите што го создадоа овој урбанистички хаос. Иста е сликата и во Кисела вода, под водство на Георгиевски. Сомнителни тендери, исчезнато зеленило, планови креирани за бизнис елити, а не за граѓаните. Скопје не може да поднесе уште еден градоначалник кој ќе работи за профитот на владеачката елита. Тој модел мора да биде поразен на изборите. Нашиот град е за живење, а не партиска каса за богатење. Затоа, по 19 октомври, Скопје мора да добие вистинска промена. Промена што значи грижа за сите граѓани, а не за партиите. Скопје мора да добие градоначалник кој нема да дели, туку ќе обединува, кој нема да фаворизира елити, туку ќе работи исклучиво за својот град. Ви благодарам.